Стратешка одлука на градоначалникот е да ги подобри перформансите на комуналните предпријатија и на комунална хигиена, каде се привршува со техничката спецификација на една пообемна и поголема јавна набавка, која ќе овозможи град Скопје да добие нови, поубави и пофункционални контейнери од овие кои ги имаме. Ова го изјави градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов во интервју за МИА. Како што рече градоначалникот Шелегов, по документ би требало да има 6000 контейнери за комунален отпад, за да се задоволат реалните потреби на Скопје. Во моментов на скопските улици има само 4250. Има 1/3 помалку контейнери од тие што службите во градот ги предвиделе како потребен број за да кажеме дека може да се задоволат потребите на граѓаните, рече Шелегов и додаде дека постепено ќе се зголемува бројот на возилата и на контейнерите, а како комунална хигиена уште годинава ќе се распише набавка со цел во текот на следната година да се обезбедат нови контейнери. Според извештајот за работа на јавните предпријатија, во првите 6 месеци од 2018 година, јавното предпријатие Комунална хигиена има собрано и транспортирано 74.301 тон комунален отпад, или просечно 411 тони дневно. Во однос на истиот период од минатата 2017 година, количината на собран и транспортиран отпад е поголема за 1887 тони. Во делот на остварените финансиски резултати, јавното предпријатие Комунална хигиена оствари позитивен финансиски резултат од 23.845.670 денари, како резултат на намалени трошоци на работењето. Од јавното предпријатие Комунална хигиена информираа дека во истиот период беа организирани повеќе акции за генерално чистење на сите скопски општини, акции за чистење на поголемите скопски булевари и раскрсници и засилени активности за расчистување на кеот на реката Вардар. Во овој период, екипите на предпријатието беа ангажирани и во расчистување на вкупно 855 метри кубни диви депонии, составени од градажен шут, земја, гранки и слично, на територија на општините Газибава, Чаир, Киселавода, Аеродром и Бутел, додека од страна на екопатролата дополнително беа откриени и расчистени 485 метри кубни разновиден комунален отпад на повеќе локации низ градот. Исто така во Центарот за селекција на отпад во Карпош беа исчистени 300 тони кабаст отпад насобран во рамки на акциите кои што се одвиваа во скопските општини во текот на изминатите 3 години. Во таа насока јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје ги информира граѓаните својот кабаст отпад, застарен мебел, електронски и електричен отпад да го одлагаат во центрите за селекција на отпад во Карпош и Вардариште, како и во претоварната станица во Шуто Оризари, што предпријатието им го нуди без плаќање на паричен надомест. Доколку имаат потреба тоа да се изврши со специјалните возила на предпријатието, услугата може да ја побараат на бесплатната телефонска линија 0800 222 33 и истата изнесува 893 денари со пресметан ДДВ.